Знаеш, кога знаеш дека немаш веќе држава? Кога во се и секаде и во секого почнеш да се сомневаш. Па почнеш. Абе, овој пријателов директор нема поим каде му се наоѓа факултетот, не знаеш шо полагал во прва, а камоли шо пишувал за дипломска, а веќе е магистар, сега бил на докторски. Уште малку во НАСА ќе го запослат, пошто нема место на аеродромот Милкија, која е медицинска сестра, турбо стана доктор на науки. Кога гледаш решението од јавна институција и сваќаш дека тој што го напишал случајно ги прескокнал првите 4 одделенија од основно, кога се учи како се чита и како се пишува, кај се става запирка, а каде се ставаат наводници. Купуваш и видиш ли? Ама и тие ти се сомнителни, комплетно сомнителни. Не се со помина друг на трајање, ама такви се малце подуенки, така и малце позеленети, изгледаат ко на стероиди да се гарант се препакувани во испечатирани нови рокови. Со испечатирани нови рокови. Се гледаме на инфективно ако не примат, нели ако ги лапнеш ти, ако ги јапнеш, тоа видиш ли те. Купаш од овие рендираниве тренерки во властена продавница, ама нешто се кривиша во овите. Можно е да се од пазарот чутка, со шиена етикета ако Божем оригинал, а попустиве со прелепени цени. Кога поштарот, например, досега од 10 нарачани пратки, само 5, од досега нели 10 нарачани пратки, само 5 ни донел, а и тие 5 се отворени или се отварани, се сива мајката, бе, гледаш дека се отварани. А овие од карго ни данок плаќаат, ни ДДВ, ни бутур, само пари на рака. Абе, боли се од пластична, таму е безцаринска зона. Инекцијава што треба да ми ја стават, да не има само вода внатре. Изгледа цела држава се лечиме на плацебо ефект, водичка шеќерна, зашекерена водичка. Само што кога си вистински болен, плацебото не ти вреди ни 5 пари. И не де Боже, си умираш. Тоа. Ја гледам медицинска сестра државна од тие со средно медицинско или од тие со средно вечерно, ама без вечера, нели? Директно била на полагање усно. МВР посебна приказна. Полицајци ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 са бајле полицајците да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти требаат. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на моблен, со другата држи цигара, со третата брише шофершарна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шекерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува, бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука што ја продаваат. Нема допирни тачки. Јесте, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши, бе, таа Виаграта така ми кажуеле, бе. Со 3, вика, грчка Виагра, апнеш, вика, 3 дена шеташ, вика, со црвени, вика, уши и јарбало тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме од кутлеш. Јарбало тоа. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продадач на кајмак во Буњаковец. Колку кајмак од 500? Молам, 600. Колку? 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се оттезгава ако не купуеш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот. Колене крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, таа лиценца, појака лиценца од тоа што возам 4, 5, 6 лица нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи.
Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газање дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најбели кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат. Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги еве, бе, брат, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со изминат рок, бе. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отрујат народот, да ти продае храна или чоколада, или чоколада мање више што е со измен дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше, нели, на роби. Деца во од роден ден пари собирал, па за тоа. Абе, не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, можда ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоест од 1,5 евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е. Петсто години турско робство, окупација, турска, всушност локална турска самоуправа, успеала народов да го направи таква амеба, која седи под чината и слуша, јаде говна само по дома, односно у сегашно време јаде говна само по Фејсбук. И тогаш, како и сега, само неколку мина најхрабри, значи не сите, не во стание, не заедно на јуриш, туку само поединци мали групички станували и се бунели и се бореле и бидејќи биле малци и лесни за пакување, ги пакуеле по 100 години Сургун Анадолија, а не во Бодрум. Или како сега 20 години Сургун во Идризово.
Подсетете се на 27 април со кој во диктаторски стил на сите ни кажаа дека кој ќе писни или не дај Боже скупне лажлива министерка ќе оди 20 лета в затвор за ука на обичната раја. Така народот пола со право, пола од зорци седи дома, не се буни и си чука на тастатура. И најдобро се што знае да прави е да колне. Леле, мајко, како колнат македонците, страв да те фати. Јас да ви кажам, нон-стоп носам превртени гаќи, чорапите не ги перам по 2 недели и кожинче од шунет во малиот джеп си носам од фармерките. Тамо кажам, од зипо обично носат луѓе. И штом забележам дека некој сомнителен ме звери му велам, кој урочи, куру очи. Ако си женско, цицките да ти паднат. Вака да си ги превртиш кој ќе наполниш 50 години. Вака да си ги префрлаш преку рамо. А ако си машко патлако да не ти стане никогаш, дури ни со грчка виагра, дури ни со африканска слива, дури ни со златен метак, ништо да не може да ти окрене. И така подчинитиот народ, освен клетви, нема што друго демократско средство и нема друго демократско средство за одбрана, па власта го секса кај стигне и кога стигне. Последниот голем секс, да не речам оргија, незаконското и неуставно менување на пасоши на Квислиншкава влада и Квислиншкиот министер. Кога видоа дека народот нешто многу не се буни, а нив им требаат пари за подкуп на избори со некакви џомити економски мерки, фино лепо му го зачукаа до крај. Го наредија како говедо со седецата, нели, да вади лични карти, пасоши, возачки по некакви си пунктови каде чека по цел ден за свој пари во држава чие име не сака да и го смисли. Ке речеш глуп народ, јака држава, ама ова со пасошиве, оваа поговорка прв пат има смисла. Поробен народ од странци и домашни квинслинзи, како овца оди на бричење да ја остави волната. Кај дај ке се наредиме и за месото пред кланица. Дали ќе биде Украина или некоја нова кланица, ќе видиме накнадно. И така застанале по 2000 луѓе секој ден на пунктовите на МВР, секој достави по 40 евра за пасош, за она што ниту го гласал, ниту му требало, ниту го барал. Американска демократија, европски вредности. Па добро, сте застанале на дождо на УХМР, на снего на Славчо, на ветеро на Бабавања, како и на Самойловите војници, и чекате да ве ослепат, затоа што северна е ослепување на едното око. Со овие квислинзи за некоја година ќе го снема и поимот Македонија, па тогаш ќе бидеме слепи и на двете очи. И еве го историјата се повторува ако не ги учиш лекциите од неа. И ако очекуваш од СДС и ДУИ да работат за државата и народот, тие си имаат веќе своји држави. Бугарија, Албанија, оваа очигледно според постапките што ги прават не им треба и затоа гледаат да ја ограбат, урнисаат, обезименат, да ја направат едно големо протекторатско ништо. И каде е шансата тука? Како и во лошите американски филмови, единственото решение е или се изборите. А сега, или ако сега ви го учукале чадорот на едно место и ви го отвориле, ви го смениле името и ве натерале со деца да чекате на -10 за да си платите за промена на лични документи кои сте ги ваделе пред неколку месеци, чукнете си ја тоа тиквата и прашајте се. Момент. Ме бараат од калето. Да. Да, во моментов снимам емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да, порно глумец сум исто така. Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем, пријатно. Од калето нешто ме бара. Нешто, сакаат некој мои услуги, нели, порно глумец. Кај застанавме? Да. Значи, чукнете си ја малку тиквата и прашајте се додека чекате на тоа ладното за пасоши. И прашајте се, не е битно дали сте македонец, албанец, црвен, ром, дали сте СДС, ДУИ, левица, беса или не одите да гласате затоа што мислите дека тоа не е ваша грижа. Гледате дека ве дупат во здрав мозок.
И кога ќе отидете на гласачкото место, по се ова што ни го направи, ако заокружите СДС или ДУИ, должен сум кон Бога и Аллах, бидејќи е истиот да ве проколнам толку многу што со генерации ќе патите. Прва клетва. Ако гласате за СДС и ДУИ, после се ова, брачниот партнер да ви фати швалер од Уганда и тој да се пресели ка вас дома и секој сабајле да ве буди со тоа питонот. И после да има да им вика добро утро на комшиите. Ова се однесува и за мажи и за жени. Мислам, децата цел живот да ви играат PlayStation 4 и да ве мола да им купите понов модел, а вие да немате пари ни за PlayStation 2 на старо. Лифтот да ви се заглавува секој ден, по можност со вас внатри да чекате мајстори минимум толку време колку што чекате за пасоши. Кога ќе се делите со браќата и сестрите за имотот на родителите, секогаш да не се договорите за пола метро од меѓата. Секогаш карајте се за 10 сантими од меѓата. И да се истепате по можност со мотики и копачи на радост на комшиите. Од ноември до април да не ви пали колата секогаш кога ќе излезете најдотерани и највеќе кога се брзате, со бонус да ви изгаси во Банско во најголемиот снег и ви улица. Кога ќе одите во Грција секогаш да ви дадат 10 пати полош апартманот и на сликите, а во Охрид никогаш да немате топла вода и паркинг. И пица не 550, 5500 денари да плаќате во Охрид. Секогаш кога ќе дојдете на граница да има смена, да е паднат системот, да дува или да биде 40 степени, авионскиот лет секогаш да ви биде одложен и да не можете да го фатите другиот и да окапете на аеродром и бонус да ви го украдат смрдливиот пасош со Северна. Домашното куче да ви фаќа пролив на секој 2 дена. Дрскајца таква да го вајчат да не можеш дома 3 дни да влезиш. И болви да го вајчат. Водоводжијата секогаш да ве заебе, а струјаджијата да ви доцни по 3 недели. Машината за перење да ви кине каиш на празника, на секое копање пред зграда да ви се кине оптичкиот кабел. На свадба, на најмилото да падне конобарот со свадбената торта, а кумо толку да се начука да почне да ја драпа невестата. И плюс да ви заврне пороен дожд, ако ја правите надвор свадбата. А кумо да ја драпа невестата. И надвор ако ја правите внатре. Дупло да ја драпа. И горниот комшија да ви биде рокер, долниот селјак. Тој лево оперски пејач, а тој десно кучкар. И да слушаат музика и да прават журки нон-стоп. И да свири Бени и нон-стоп секој ден 24/7. Да немате раат и кога ќе сте раат, кога сте у кафана, секојаш да ве крадат конобарите, да ви скисне гравот, да ви плукнат у салатата, у марулата, најмалку се познава, нели тоа. Кој ќе ви прават сунет, мајсторот да носи диоптер 8, а БМВ-то да ви трокира по 5 дена откако ќе го донесете од Германија. И кога нема да ви биде арно, и ќе ви треба кислород, слободно да подишите од Зоки аерото, парите да ви ги преброи на Али машината, на утакмица на Малио да ви дојдат навивачите на груби, пари цел живот да имате само од мекици, здравие од ковид вакцини, транспорт од Дурмо, болници од Брако, правда од Кацарска, бифтеци од Маречич, лубриканти од Влада, свирчиња од Чарените, бело од Павле, марихуана од Зајчев Рид, тендери од секретар на Влада, евра од Вицето, име од грците, презиме од бугарите, храна од србите, убави желби од албанците, извоз на оружје и воена сила од Косово и конечно памет од Калето. Со искрени клетви до вас, поздрави, ваш Сашо Тасевски. Непочитувани странски амбасадори и Кале, абе шо не направивте во изминативе 30 години? Не урнисавте земјата, бе. Која единствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прва ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската Унија беше Европска Унија.
За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна. Земјава да ја нема, народот и јазикот да не постоја, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш с тебе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Епа, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап-лап-лап, 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 Евростап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владетел на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она нели во Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, прочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнер во својот манифест за Асном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чул кој е Опенхајмер. Му опром и на Опенхајмер, што измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско, со помош на вашите квиснизи, и толку не забивте во тесен простор што меѓународот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани, и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ќе го направи дуи нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И неојте многу да јадете кромит. Драчевски кромит, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите. Но, не господа од Европа и кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап-лап-лап, 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 Евростап, лап-лап-лап, лап-лап-лап, лап-лап-лап. Сакате да ги избаракате македонците, да можете да населите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите. Тоа ви е вас големиот план. Која Европа, кој преговори, која членство, па на секој нормален од страна му е јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово би можела нели да влезе.
Бидејќи Русија многу бе добро, Русија, Русија како ве напучи, Путин како јако ве напучи, со анексијата, нели, на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, пошто сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој ви го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чкци кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зашто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. Анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемникови села, Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дузина пати. Не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, сама си го барала.